Обвинетите и одбраната контра обвинението за Пулс. За едни политички монтиран случај, за други неосновано товарење за кривичното дело. Рочиштето почна со исказите на екс-директорите на Дирекцијата за заштита и спасување. За поранешниот директор на ДЗС и актуелен министер без ресор Шабан Салију, обвинението било правно неосновано, а тој ниту знаел за кабарето. Обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година, па се до 2017 година, сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот на 16 март 2025 година. Ова за волја на вистината не може ни баба Ванџа да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја, као обичен човек. Не смееме да дозволиме една трагедија, едно зло, да го одмазиме со друго и при тоа да мислиме дека правдата е задоволена. Бараме правда, а не друга неправда. Бектеши нема ставено подпис за никаква лиценца за Пулс, а Сарачини во 2012 година издал лиценца, но не за Пулс, туку за друго кабаре на сосема друга адреса во Кочани. Тврдат адвокатите на екс-министрите за економија Крешник Бектеши и Валјон Сарачини. Од 26.2.2018 заклучно со 11.2.22 се издадени со факсимил на Крешник Бектеши како министер за економија. Ова значи дека не постои ниту еден подпис на лиценца од Крешник Бектеши. Дали поранешниот министер Валјон Сарачини, на кого му завршил мандатот во 2014 година, и од тогаш нема никаков партиски ниту политички ангажман, требало според обвинителството 13 години потоа, после издавањето на лиценцата која да подсетам важи само една година и не се однесува за објектот и локацијата каде е настанат пожарот, да спречи вметнување на пиротехнички средства во објектот. Своје излагање имаше и градежниот инспектор Огнен Ѓоргиев, кој изјави дека немал никаква надлежност. Градежната инспекција затвора градилишта, а не стопански објект, вели тој. Никогаш не сум бил во објектот, ниту бил во моја надлежност. И со сето ова јас немам, пак ќе кажам, никаква врска и бесправно сум обвинет. Тука пренамена не постои. Туку дека има промена на дејноста за која градежната инспекција нема никакви ингеренции. Градежната инспекција може да затвори градилиште, стопански објект не. На рочиштето присутни беа и родителите и роднините на загинатите во дискотеката Пулс, но не дадоа изјави за медиумите. Судскиот процес продолжува утре.